Здраво, здраво. Полека, меѓутоа мислам дека има некој напредок во учењето на германскиот јазик и кај вас. Стигнавме тука некаде околу речениците, видови на реченици, формирање на реченици или редослед на зборовите во реченицата. И како и во останатите јазици, и во германскиот јазик има поделба на речениците. Имаме прости, сложени реченици, простите се делат на исказни, прашални, заповедни реченици, меѓутоа, за вас тоа толку не е ни битно, колку што да научите како е распоредот во реченицата, значи во една реченица како е распоредот на зборовите. Дали ќе биде зависна реченица, независна како дел од сложената реченица или ќе биде проста реченица, сепак си има свој редослед на зборови. Секогаш реченицата ја започнуваме со субјектот, како што реков во минатата лекција, потоа следи глаголот. Меѓутоа имаме и време кои што се посложени, кои што се прават со помошни глаголи или како што е идното време, меѓутоа започнуваме со најосновната структура на реченицата. И тоа зборуваме за исказна реченица. Се состои од субјект, глагол и објект. Следуваат понатаму и други приложки додатоци, меѓутоа полека со текот на речениците ќе разработиме и дел од нив. И започнуваме со неколку примери во кои што го имаме помошниот глагол sein или sum. Ich bin 20 Jahre alt. Јас сум 20 години стар. Ich bin, значи јас сум 20 Jahre alt, години стар. Mein Freund ist älter. Мојот пријател е постар. Mein Freund, мојот пријател, мора да внимаваме, mein е за машки род и имаме и за женски род моја, како и во македонскиот јазик. Одиме понатаму. Sie ist ein Modell. Таа е модел. Или би кажале таа е еден модел. Или можеме да ставиме некој име, например, Елена ist ein Modell. Es ist vorbei. Тоа е готово. Es ist vorbei. Тоа е готово. Vorbei значи готово. Одиме со неколку реченици со помошниот глагол haben или имам. Ich habe 2 Brüder. Ich habe, јас имам, 2, двајца, и Bruder, браќа. Du hast mein Buch. Ти ја имаш мојата книга. Du hast. Ти ја имаш. Mein, мојата, Buch, книга. Одиме понатаму. Hat 3 Schwestern. Или можеме да ставиме тука и некое име. Luca hat 3 Schwestern. Лука има 3 сестри или тој има 3 сестри. Sie hat einen Freund. Таа има еден пријател. И множинските форми wir haben, например, wir haben keine Zeit. Ние немаме време. Тука имаме и негација keine и Zeit, што значи време, keine Zeit. Негацијата keine се користи за негација на именките. Имаме 2 негации во германскиот јазик, меѓутоа понатаму во некој од наредните лекции. Второ лице имаме ihr. Ihr habt kein Geld. Вие немате пари. Ihr habt kein Geld. Вие немате пари. Или ihr habt Geld. Вие имате пари. Sie haben einen Vogel. Тие, значи sie, во овој случај тие, sie haben, тие имаат einen Vogel. Тие имаат една или во македонски би кажале само тие имаат птица. Вршиме онлайн обука за деца и возрастни. Левел едукативен центар. И тука имавте можност да проследите неколку реченици кои што се поврзани со помошните глаголи sein и haben. Тоа беа исказни реченици кои што најчесто се сретнуваат и сега преминуваме со мало запознавање или кратко запознавање со прашалните реченици. Прашалните реченици најчесто започнуваат со прашални зборчиња, меѓутоа нечесто започнуваат и со самиот глагол, меѓутоа во денешната лекција се запознаваме со прашални реченици кои што започнуваат со прашални зборчиња, кои што во германскиот јазик започнуваат со буквата W или како што германците изговараат буквата В. И започнуваме од почеток. Започнуваме со веа. Што значи кој? Веа.
Имаме тука на почетокот се спомнавме за wer bist du, кој си ти? Одговараме со ich bin и си го кажуваме своето име, или wer sind Sie, кој сте вие? Спомнуваме уште едно прашање, тоа е прашањето wer ist das, кој е ова? Одговорот ќе биде das ist, значи das ist, например das ist Сергеј. Ова е Сергеј. Понатаму уште еден прашален збор, прашалниот збор was, што? Сигурно сте го слушнале до сега was. Was sind Sie vom Beruf? Што сте вие по занимање? Was sind Sie? Што сте вие по занимање? Одговорот ќе биде ich bin, например, ich bin Lehrer von Beruf. Јас сум учител по занимање. Beruf значи занимање. Продолжуваме со прашалното зборче во. Каде? Во wohnst du? Каде живееш ти? Или во wohnen Sie? Каде живеете вие? Одговорот ќе биде јас живеам. Се сеќавате ich wohne. Јас живеам. Во прашално зборче значи каде. Wann во германскиот јазик значи кога. Wann reist du nach Deutschland? Кога патуваш ти во Германија? И секогаш одговараме, нели, со прво лице ich reise. Јас патувам. Наредно прашално зборче ви. Како? Wie geht es dir? Како си ти? Веќе учено es geht mir gut. Јас сум добро. Да ги спомнем и прашалните зборчиња woher и wohin. Woher значи од каде, а wohin значи на каде. Woher kommen Sie? Од каде доаѓате вие? Понатаму имаме, значи може да биде и ова варијанта на прашањето woher kommst du, од каде доаѓаш ти? Wohin, на каде? Wohin gehst du? На каде одиш ти? Се надевам овие примери преку прашалните зборчиња ви помогнаа малку околу формирањето на прашалните реченици. Сепак ќе ги повториме уште еднаш прашалните зборчиња и тоа беа wer, кој? Was, што? Во, каде? Wann, кога? Warum, зошто? Wie, како? Woher, од каде? И wohin, на каде. И еве на крајот се подсетив и на прашалното зборче warum, што значи зошто. Не ви кажав ниту еден пример. Например, тука можеме да дадеме ситуација, вие сте во Берлин и некој ве прашува warum bist du in Berlin? Зошто си ти во Берлин? Warum bist du in Berlin? Зошто си ти во Берлин? И мислам дека ова лекција беше доволно, да не претераме многу, бидејќи се што е претерано не може да се научи, само премногу информации во вашата глава и не можете сите работи да ги научите како што треба. Се надевам дека ви користеше и оваа лекција. Се слушаме во наредната лекција, лекција број 15, каде што ќе имаме повеќе глаголи кои што ќе можете понатаму и самите да ги користите во речениците. Чус!